Македонија одбележува неславен јубилеј, 20 години во чекалната како земја кандидат за членство во Европската Унија. Време е во соработка со Брисел конечно да започне напредокот кон ЕУ и старт на преговорите за земјава. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски на амбасадорите на земјите членки на ЕУ им порача дека владата во текот на минатата година активно работела во делот на клучните сегменти за напредок, односно борбата со корупцијата, условите во правосудството, но и другите важни реформи кои се дел од Европската агенда. Членството во ЕУ останува клучна цел за власта, а на реформскиот процес активно ќе се работи и годинава. Ве уверувам дека нашиот фокус како влада ќе биде уште посилно завртен кон спроведување на реформите во клучните области како владењето на правото и правосудството, посветена и неселективна борба против корупцијата, особено онаа од висок профил. Оваа 2025 година одбележуваме за жал еден многу неславен јубилеј. 20 години од стекнување на кандидатскиот статус. Точно 2 децени во кои донесовме серија на крупни одлуки. Македонија има одлична реформска агенда, основ за позитивна 2025 на патот кон Европската Унија. Во Брисел со новата администрација проширувањето доби нова енергија, порача евроамбасадорот Михалис Рокас. Македонија во текот на минатава година, која иако беше изборна, покажала волја за напредок на европскиот пат. Поради тоа Рокас вели дека иако вакво нешто не е чест случај на старт на една година, може да испрати позитивни пораки кон државава. Заедно работеле многу, вложени биле напори за градење мостови, а доказ за тоа е стартот на изградбата на коридорите 8 и 10Д. Изрази задоволство што во негово присуство бил отворен експресниот пат Градско-Дреново, дел од коридорот 10. Имаме одлична платформа со која можеме да работиме. Реформската агенда е одличен документ, но исто така содржи и важни квадратчиња кои треба да се штиклираат во годината 2025. Како што знаете, имаме ново водство во Европската Унија, процесот на проширување беше реенергизиран и беше во фокусот на агендата. Рокас порача дека се гледа напредок во реформската агенда, но дека има уште работа и изрази надеж дека во текот на годинава ќе видиме видливи резултати. Сепак главна пречка на Македонија на европскиот пат се бугарските барања кои според многумина се нерационални. Муцунски оценува дека државата треба да се цени врз она што го постигнува, а не врз билатералните прашања кои се целосно спротивни на европските вредности. Патот напред не води преку константна билатерализација на пристапниот процес и условување со прашања кои имаат малку заедничко со сршта на европската идеја и незините вредности. Напротив, потребна е геополитичка одговорност и одлуки кои ќе зближуваат наместо да не делат, кои ќе градат мостови цврсто втемелени врз сето она што го споделуваме и сето она што не поврзува. Македонската влада јасно кажа дека бугарските уцени и условувања се неприфатливи и дека се бараат гаранции од ЕУ дека билатералните проблеми повеќе нема да бидат пречка. Се бараат уставни измени со одложено дејство, односно влезот на бугарите во уставот да биде пред ратификувањето на влезот на државава во Унијата.